Председателот на Собранието не е оптимист за иницијативата за измени на изборниот законник во пресред на априлските предвремени парламентарни избори. Образложението што Талат Џафери го нуди е дека за таков потфат потребна е широка поддршка во парламентот од сите партии. Мислам дека без општ консензус прво не би требало да се влезе во таков проект и обично такви проекти не се реализираат во последните месеци на работата на Собранието. Затоа што промената изискува соодветни промени во моделот и во сите активности и надлежности на другите институции. И во тој контекст мислам дека не би требало да се влезе во измени. Доколку се влезе во измени, треба на почеток на самиот мандат на собранискиот состав. Изјавата на Џафери следи откако пред 2 недели иницијативата за измени на изборниот законник беше формализирана во 2 предлога. Едниот за промена на изборниот модел од 6 на 1 изборна единица пред предстојните избори и вториот за отворени листи од наредните локални избори. Спикерот потврди дека двата предлога се во собраниска процедура и дека може да се очекува наскоро да се најдат пред пратениците. За сега од клучните играчи поддршка за промена на изборниот модел дојде само од владеачкиот СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз, еве како председател овде да се оградам од премиерската функција, имаме изборно ветување во 2016 година за една изборна единица. После тоа, некаде пред неполна година, ако не се лажам, беше отворена дебатата за отворени листи. Ние повторно се собравме и донесовме политичка одлука дека и за отворени листи сме. Коалицијската ДУИ и опозицијската ВМРО ДПМН се против вакви измени. Партијата на Мицковски е за промени, но го преферира мнозинскиот систем. И албанските опозицијски партии се против идејата за една изборна единица. Од тука и прашањето дали предложените измени би ја имале поддршката од најмалку 61 пратеник, дали би било коректно да се носат без останатите големи партии и дали тоа би имало ефект врз изборите кои се предвидени за 12 април. Џафери денеска изјави дека за сега нема најави за одложување на изборите и дека пред нова година треба да се знае кои ќе бидат нови членови на техничката влада која треба да се избере на 3 јануари.